Добар ден на сите, согласно член 38 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за статут и прописи на Советот на општина Битола 26.4.2022 во 12:30 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1, одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Битола и општина Новаци. Имаме представник од општината, Кире Павели, ако кај што има микрофон само. Добар ден на сите. Пред вас го имате материјалот за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Битола и општина Новаци. Во прилог имате проценка за потребата од воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Новаци. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Новаци. Тие се од градоначалникот и материјалот како точка што треба да разгледувате на Совет е одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Битола и општина Новаци. И во прилог е ова решението за формирање на заедничка комисија. Согласно Закон за меѓуопштинска соработка, овој вид на воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу двете општини се заснова во членот 6, каде Советот донесува одлука за утврдување на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка. Исто и во членот 6 проценката ја изработи градоначалникот и предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка во основа на членот 5 став 1 од Закон за меѓуопштинска соработка. Со ова одлука за утврдување на предлогот, општината Битола, која е надлежна во делот на организирање на превозот во основните и средните училишта, конкретно за средните училишта, ја отстапува надлежност на општината Новаци, која има обврска од населените места Гнеотино, Рапеш и Арматуш да ги донеси ученици до Новаци, а од општина Битола до Новаци, општината Битола го организира превозот за првата и втората смена за носење и за враќање на учениците. Ова одлука е првата која треба која ќе ја разгледувате. Во понатаму, доколку продолжи постапката, се донесува и нова одлука, се склучува договор меѓу општините и се воспоставува ова меѓуопштинска соработка. Исто општината, ви реков, има надлежност во основа на член 22 став 1.8 од Закон за локална самоуправа, каде што стои дека го организира превозот на учениците и согласно 41а од Законот за средното образование, кој го регулира за ученици кои се подалеку од 2,5 км од средното училиште во кое што се запишани. Да повторам уште еднаш, општината Новаци ќе го организира превозот од населените места Гнеотино, Рапеш, Арматуш со ученици ќе ги донеси до Новаци, а општина Битола од Битола ќе оди за Новаци, ќе ги земи ученици и ќе ги донеси до средното училиште и потоа ги враќа назад во Новаци, а потоа општината Новаци превзема обврската да ги врати од Новаци до населените места Гнеотино, Рапеш и Арматуш учениците. Толку јас имам. Добро. Имате нешто да прашам? Благодарам. Колеги, повелете прашања ако Павели Корлевски. Овој превозот што ние како општина Битола треба да го извршиме спрема учениците кои што се од наведените локации, ќе биде согласно јавниот превоз со кој го имаме исклучено или со возилата кои што ги имаме или она предпријатие кој што го створивме за
меѓуградска линија или слично, бидејќи немаме материјали, се извинувам, јас на службениот мејл вика ни доставени ни се материјалите за 12-та седница, а за останатите точки ќе бидат дополнително. До денес ги немаме материјалите по оваа точка на дневен ред, затоа и ве прашувам. Значи, општината има на неколку наврати организирано преку тендер да ги добие превозниците за овие места, населени места, но тендерот секојаш бил неуспешен, пропаѓал, веројатно дали не се пријавувал никој, не знам во тој дел да ви кажам, но тендерите за обезбедување на линија не успеале за овие населени места. Што се има уште еден, дали ќе се пријави во овој момент јас и дали ќе биде успешен не можам да ви кажам, бидејќи тој е во тек. Во делот на јавното предпријатие меѓуопштинско, доколку во меѓувреме се активира, се вклучи, ќе биде вклучено веројатно. Во овој момент то не е активирано, не е потно во функција поставено, така да ова меѓуопштинска соработка не го опфаќа меѓу овај превоз од јавното предпријатие. Доколку јавното е спремно, секако дека ќе престани соработката и дека ќе си превземи линиите. Извинувам само кратко уште едно дополнување, значи доколку не успеат тендерските постапки, значи хипотетички збораваме бидејќи досега не биле, како ќе го спроведуваме, значи ќе ни фактурира општина Новац или ќе бараме некое друго решение, бидејќи соработката со сите општини апсолутно е неспорна тука дека ќе ја изгласаме на совет, меѓутоа како ќе го решиме проблемот за учениците? Тоа ми е смислено, дали ќе побараме тоа да го спроведи после во потполно собствено, бидејќи рековме обврска ќе ни биде во попладнените часови ние да ги враќаме. Дали кој ќе би начинот доколку не се исполни, мислам не се пријави никој на тендерот за овие локации за кои збораваме. Значи, од после ова точка, значи, ако ви рековте немате во материјалите видено, значи има решение за формирање за предлагање на 20 членови од општинската администрација, кои со 20 членови од општинската администрација на Новаци, бидејќи ова точка ваква како што треба да помини и во општина Новаци, и тие да делегира членови и општината Битол и општината Новаци. И таа комисија треба да изготви акт во кој ќе биде кажано, значи, колку ќе кошта, кој на кој ќе му плаќа, во кој рок ќе му плаќа, сето тоа вие ќе го имате како документ, како обврска колку треба општина Битол плати на општина Новаци и секако ќе биде кажано како општина Новаци планира да го реализира овој превоз. Но тоа, реков, откако ако се стартува одлуката, ќе видиме како е замислено и општина Новаци да го реализира превозот, се согласно законски прописи. Добро, ви благодарам. Други прашања? Доколку нема други прашања, ставам точката број 1, одлука за утврдување на предлогот за воспоставување меѓуопштинска соработка по меѓуопштина Битол и општина Новац на гласање. Кој е за, мом да крени рака? 3 за, едногласно. Ви благодарам за присуството, се исцрпи дневниот ред.